Според новиот закон донесен во 2021, секоја општина ќе мора на секои 4 години да прави репроценка на имотот на граѓаните и правните лица. Дел од општините како Кавадарци веќе завршиле со ова, а општина Прилеп својата територија ја подели на 6 зони и веќе во теке оваа постапка. Во Прилеп ваква масовна репроценка не е направена уште од 2009 година и дел од граѓаните се доведени во неравноправна позиција, затоа што, на пример, во една зграда за стан со иста квадратура, граѓаните плаќаат различно данок. И ако земиме прва зона, да речеме втора зона со 750-800 метри евра за метар квадратен, ако имате 100 квадрати, 85.000 евра, ако ви е дано имотот со кој што располагате, вие би платиле 0,10% од проценетата вредност или со ослободување од 50%, значи 0,05% би бил данок. Ако вие сте плаќале данок 750 денари по стара некоја методологија и пресметка од 2005 или 2009 година и сега по новата репроценка, јас сум сигурен дека тој не би бил поголем од 1100-1200 денари. Кога ќе го поделиме на месечно ниво, би било 40-50 денари месечно, зголемување на данок на имот. Со репроценка на данокот на облог на имот или приходот на општината од сегашните 45 милиони денари, тој би се зголемил за плюс 35 милиони денари или вкупно би изнесувал околу 80 милиони денари, а тоа ќе биде и основа за креирање на идниот буџет. Тоа значи дека основниот буџет кој ќе се креира во наредни години, согласно ова зголемување од репроценката на данокот на имот, ќе биде зголемен и основниот буџет на општина Прилеп. Основниот буџет и неговото зголемување пак значи поширок јавен интерес, односно со тие средства кои што би се прибрале од данокот на имот, ќе се изработуваат приоритетни проекти кои што се од општествено и од јавно значење за граѓаните на општина Прилеп. Од општина Прилеп се надеваа дека до крајот на годината комплетно ќе се заврши со репроценка на имотот, а за тоа би им помогнала и проценителска куќа. Данокот пак на оној имот кој што нема да се користи или издава под кирија ќе биде поголем за 3 пати од нормалниот данок согласно новиот закон.